Прогонувани од својата матична земја, измачувани во минатото, рефлект на денешницата, ромите имаат најкраток век од европските народи, поради нивната сиромаштија, често пати владе и кај нив дискриминацијата и предрасудите. Ромите од секогаш стануваат лојални на својата матична држава, таму каде што живеат. Тие никогаш не војувале, нити сакаат да војуваат против некого. Ромите од секогаш биле миролюбив народ. Благодарение на плурализмот во ова општество, ромите стануваат од ден на ден све поуспешни и поуспешни, со тоа што го заземаат патот на успехот, спроведувајќи го преку образовниот процес. Тие денес во нашата држава, а и во другите европски држави, стануваат пратеници, стануваат министри, стануваат советници на кабинети, стануваат на високи и завидни позиции. Токму затоа и оваа емисија е посветена на високо образованите роми. Ние со оваа емисија сакаме да прикажеме на сите вас и да ви дадеме мотив да бидете и вие дел како овие високо образовани роми. Токму овие млади лица се пример и мотив за идните генерации, особено од ромската припадност. Токму тие ги фаќаме денеска во нашите емисии и ќе разговараме за нивната страна од животот од сосема друг агол. Ве покануваме да гледате емисијата Сторија на успешните роми. Луѓето се што ни наметнуваат и покрај тоа што понекогаш не гледаат со презир, со негативна конотација, не навекуваат со секакви погрдни зборови, но верувајте, не е така. Луѓето се раѓаат, луѓето умираат и секогаш треба да ги прецепираме еднакво со еднаквите. Така и со денешниот гостин, поштовани гледачи, тој е еден меѓу најмладите учесници во денешната емисија, човек кој што навистина многу вложува во своето образование, во својот живот и секогаш пркоси на она што е негативно за ромите. Јас навистина имам чест и задоволство денеска да го представам за мене, иако е многу млад, меѓутоа многу висок гостин во денешната емисија, Елсон Илјас, магистер по економски науки од областа на менеджментот, инаку вработен во Комерцијална банка како стручен соработник со платен промет од странство. Пред се да го поздравиме господинот Илјас. Добро ве најдобри, благодарам на поканата. Ми представува особена чест да сум гостин на вашата телевизија. Благодарам. Еве, како се чувствувате во нашето скромно студио, така да кажем? Добро, ги следам вашите емисии, навистина се од голем едукативен карактер и ви благодарам што се обидувате да прикажете ромската заедница во едно позитивно светло со сите високообразовани роми кои што ви беа гости. Така, значи, ајде да почнеме од почетокот, од зачетоците на Елсон. Од каде е Елсон, каде се раѓате, нешто за вашето семејство, дали имате браќа, сестри? Елсон Илјас, јас потекнам од Чуторизари, од Чутка, секогаш тоа гордо го кажувам и го представувам. Потекнам од ромско добро ситуирано семејство. Моите предци, мојот предок е мојот дедо Земдел Илјас, кој што важи за ромски идеолог и креатор на ромското политичко движење заедно со господинот Фај Кабди. Потекнам од скромно семејство, моите родители, мојот татко е со завршено средно економско образование и со делумно завршени студии, кој што претходно работел во една компанија, во Комерцијална банка. Мојата мајка има завршено исто така средно образование во гимназијата Јосип Броз Тито уште во 80-тите години, која што важи за јака гимназија. Мојата мајка од секогаш работела во странски представништва, конзулати, амбасади и слично. Имам брат кој што е постар од мене, 7,5 години, се вика Енис.
брат ми е вработен во Државниот архив на Република Македонија. Сите живееме во Шуторизари. Во заедница сте? Да. Дали сте во брачна состојба и вие и вашиот брат? Да. Имате деца? Јас имам едно мало бебенце кое што пред некое време наполни 1 година. Името на бебенцето? Исра се вика. Еве поздрав до Истра, кој ќе порасне да го види тато што кажа. Благодарам. Елсон, дали се сеќаваш на твоето детство или ти евоцираат некои спомени родителите? Какво дете беше? Дали се сеќаваш воопшто? Палаво, мирно? Па јас секогаш важев за најверојатно за бунтовно дете. Основното образование го завршив во Шуторизари, во Шутка, во основното образование во основното училиште Браке Рамис и Хамид. И таму од прво до четврто деление секогаш бев во втора смена. Таква беше политиката на школата. Ние одевме во втора смена, 12 часот ни почнуваше наставата. А моите родители од секогаш беа на работа. И останував сам. И во тоа време најверојатно дека бев сам, правевме многу бели на улица. По некоја случајност, јас сум роден 95-та година, по некоја случајност во улицата каде што живеам има повеќе од 12-13 деца кои што се исто родени 95-та година, така да имавме такво големо другарство кое што го негуваме, генерацијско големо другарство кое што го негуваме и во во сегашното време. Бевте голема банда, така да кажам. Да. Се сеќавате ли на вашите детски игри тогаш? Што најмногу сакате како деца да играте? Тогаш денот го делевме најверојатно во два дела, по мене лош и добар дел. Добриот дел беше каде што ние игравме и другарувавме со другарите. Разни игри тоа време, тоаш беше популарно, жмурка, некои такви игри, брканици и слично. И вториот дел од денот, за мене лошиот ден од денот, беше делот од денот каде што јас требаше да се приберам дома и да седнам да учам. Ке дојдеше време, во тоа време немавме мобилни телефони и слично, ќе излезеше мајка ми на улица, ќе се издере на цел глас, ќе го извика моето име. И тоа беше знак, аларм, дека треба да се приберам дома и да седнам да учам. Чинам дека во тоа време започнува и тетрисите, ако не се лажам, па започнува и првите Pentium единица или кец компјутери. Ние во моето семејство компјутер имаме оддавна, да, меѓутоа немавме Pentium кец. Првиот компјутер кој што го добивме беше Pentium 2. Така. Да, а претходно како игрици, не знам, игравме она Nintendo, оние Sega Mega беа популарни во тоа време, па подоцна излезе PlayStation. Беше ли умешан во игрите? Да. Секогаш. Уште сум. И уште си. Уште сум, да. Елсон, ајде да започнеме со образованието. Рековте се запишевте во основното училиште Браке Рамис Хамид. Влегувате во една друга средина од вашето детство. Предпоставам имате и предшколска возраст предходно? Да, градинка учев во тогашната градинка Раде Овчевски Корчагин, се уште постои. Тоа беше градинка која што беше надвор од моето населено место, каде што грото од моите другарчиња, соученици, како да ги наречам, беа македонци. Мислам дека бев единствениот ром, не, извинете, имаше уште двајца роми бевме во групата. И после завршување на градинката, роден сум во мај месец и бев во некоја група каде што бев мал за да започнам со образование, да влезам во образовниот процес во прво деление, меѓутоа бев и голем за да продолжам во градинка, наполнив 6 години и тоа време ми текна како вчера да било. Отидовме со мајка ми заедно да се запишам во основно образование, каде што вработените таму имаат забелешка дека сум премногу млад и ми рекоа да одам во забавиште. И јас некако луто изреагирав на тоа, што ќе правам јас во забавиште, вика па ќе научиш да читаш, да пишуваш, па јас знам да читам и да пишувам, го научив тоа во градинка. И имавме некој детски конфликт таму во тоа време и дојде тогашниот директор,
господинот Чај Писеини покој, дојде во тоа време и рече: "Што сакаш бе ти, Палавко?" Викам: сакам да почнам да бидам прво оделение, да почнам да одам во школа. Имав желба за образование. Викам: "А ти прво забавиште, треба да научиш да читаш." "Не знам да читам." "Ај, прочитај што пишува." И прочитав што пишува, ми текна уште. И вика: "Бе, ти не си за прво, ти си за второ. Ајде, запишете го детето." И таму го започнав образованието во прво оделение. Основното го делам јас по мое, го делам на два дела, од прво до четврто и од пето до осмо. Зошто го велам ова? Од прво до четврто бевме во едно оделение каде што дојдовме сите по случајен избор. Меѓутоа, кога преминавме од четврто во пето оделение, во тоа време имаше по мое една многу добра програма која што еве сега 15 на 20 години после тоа се докажа дека е успешна. Што направи тогашниот директор? Ги собра сите ученици кои што беа со одличен просек од прво до четврто, ги стави во единицата, во пето 1. Многу добрите во пето 2, во пето 3, па и така натаму, што се докажа дека денес јас во моето оделение, само во мојата генерација, во моето оделение во Кецо, имаме повеќе од 5-6 луѓе кои што се денес дипломирани и застапуваат некоја функција некаде сега во светот. Значи, од тогаш веќе се рефлектира учениците како такви, дека ќе бидат успешни. Сега по моje сега се покажува резултатот од таа, можеби е сегрегација во некои очи или одделување, меѓутоа сега се покажа резултатите дека се успешни. Таа бројка од 5-6 ученици е можеби во проценти, можеби повеќе од 30% од целиот број на ученици во тоа оделение. Така. Дали се сеќавате на вашата прва учителка? Влеговте во основното образование, ве фати за рачето тогаш, нели, вашата прва учителка и ви кажа: "Едис, ти тука ќе седиш." Се сеќавате ли на тие моменти? Како беше? Ајде. Како ја памтам првата учителка? Првата учителка ја памтам по тоа што не сакам некога да навредам или да бидам погрешно разбран по основно прашање. Учителката ме собра мене, ме примети дека зборувам убаво македонски, за разлика од останатите дечиња кои што немаа можност да го научат во предшколското образование, да го научат толку добро македонскиот јазик, преди тоа што ние како роми секако се соочуваме со јазична бариера кога ќе влеземе во образовниот процес, за разлика од албанците кои што имаат на нивниот мајчин јазик да го изучат своето основно и средно образование, ние немаме таа можност. И ние учиме паралелно два јазика, тоа е потешко за нас. И тоа што предходело дека јас учев градинка во Раде Овчевски Корчагин и веќе го имав добро научено македонскиот јазик, кога тргнавме во прво оделение, учителката мене ме користеше како преведувач на некој начин, да и преведам што некој учениче сака да каже. Тврдам и 20 години подоцна дека навистина беше учителка која што вложи многу напор и труд во сите нас како ученици. Интересни спомени. Дали се сеќавате на нејзиното име? Да, Билјана Стојановска, ако ја види оваа емисија, да ја поздравиме. Така. Рековте, влегувате со полн елан, уште како прваче, се докажувате, влегувате во војна, да речам, благоречено со образованието и се стекнувате, предпоставувам, со позитивни резултати уште од основното образование. Па да, од прво до четврто бев скроз одличен ученик. Во пето, можеби тука игролога и пубертетот и слично, малце попуштив. Така. Пето, шесто, друштво. Меѓутоа, секогаш кога ќе попуштев, имав дома некој што ќе ме собере убаво. Така. И Токму околу тоа сакав да ве прашам, предпоставувам дека повеќе мама или тато
Кој работеа дома со тебе? Па работев со двајцата. Со двајцата. Работев со двајцата, секако да. Ми помагаа секогаш во образованието, во зависност од областа. Например, мајка ми зборувала странски јазици и кога имав проблеми поврзано со предметите, со странските јазици, ми помагаше мајка ми. Татко ми е добар во математика. Кога имав проблем или општо секој ден за учење кога имав нека нејаснотија поврзано со математика, физика и таквите стручни предмети, се консултирав со татко ми. Мислам, моите родители секогаш беа такви кои што постојано ми испрашуваа, не беше само отворија книгата, затворија, мајка ми беше можеби построга. На крајот, пример, некогаш и така забушававме, готово научив и ја се излагам надвор сега да играм пак со другарите и ќе ме вратеше назад, да видиме што си научил. Ќе отвореше книгата и ќе ме потпрашаше се од почеток до крај. И ако не знаев убаво, ќе морав да седнам повторно да научам и понекогаш си добивав по некој ќотак. Значи беа малку строги, но благодарение на нив вие сте она што нели денеска сте всушност. Рековте започнувате од пето деление веќе малку да се промени вашата состојба, нели? Адолесценција, па ајде почнувате другарчиња, можеби владеат и првите симпатии кон другарки, ваши соученички. Дали се сеќавате на тие моменти? Како беше? Каков бевте тогаш во тој момент? И дали, уште едно подпрашање, бевте во некои од секциите вклучен? Па да речем, нели, основните училишта имаат ликовна... Одев на надпревар по ликовна. И знам дека уште ми текнува дека со слика нацртана слика од Ван Гог освоив прво место на некој републички надпревар. Во тоа време училиштето беше вклучено и во други надпревари. Ми текнува дека математика одев на некои надпревари, по физика исто одев на некои надпревари, да. Се сеќавате ли кој наставник во тоа време ви остави најголем впечаток и кој предмет од тоа време? Како наставник кој што ми остави навистина впечаток, меѓутоа не беше поврзано со мене. Денес го гледам тоа како резултат. Имавме една професорка, се викаше Елка. Професорката предаваше биологија. И она ги собираше одличните ученици под нејзина капа, под нејзино водство, со некое менторство неформално и ги форсираше повеќе тие ученици за да се запишат во средно медицинско образование, се извинувам. Во средно медицинско образование и токму поради тоа јас мислам дека она е клучот, наставничката Елка е клучот поради тоа што денес имаме од моја генерација имаме повеќе лица кои што дипломираа на медицинскиот факултет, дел како доктори, дел како медицински сестри, дел како рентгенолози и слично. Завршувате основно образование, се надевам со висок успех. Во тоа време полуматура, се знае, после полуматура доаѓа времето кога треба да се запишете во средното образование. Токму за ова прашање ќе продолжиме понатаму, да направиме една кратка пауза, па ќе продолжиме. Loli bocha, palha peyeta, loli bocha da yera tavali, loli bocha da yera tavali. Jabreye te keravdavia, kai jabreye te keravdavia, ma jabreye avdiye chumaya, ma jabreye avdiye chumaya.
Sartena cave prala me cave mu derde Sartena cave prala me cave mu derde Ma cabredo avdiye cumaya Ma cabredo avdiye cumaya Beyeta loli boşa Hala beyeta loli boşa da yerata vali Loli boşa da yerata vali Поштовани гледачи, продолжуваме понатаму со магистер Елсон Илјас. Елсон, ајде да започнеме со средното образование сега. Кажете ми, каде се одлучувате за средно образование? Имате ли некоја одлука во тоа време? Кој одлучува за средното образование? Дали вие сам или ви помагаат родителите околу тоа? Тука морам да спомнам еден интересен момент, каде што тие што ме познаваат, ја знаат мојата љубов кон автомобилизмот и се уште ми е тоа хоби и поголемиот дел од денот го посветувам на автомобилизмот. Во тој период ми текна дека излезет на програма во средно образование за мекатроничар. И анализирав на интернет и видов дека таа програма е всушност тоа мене што ме привлекува. И кога разговаравме дома, моите родители ми дадоа слободна одлука да одлучам каде сакам да се запишам во средно и ме праша татко ми неколку дена пред запишувањето, да ме праша моите родители кај сакаш да се запишеш средно, во кој училиште, кај планираш да го продолжиш твоето образование? Јас сум рекол во Асуц ќе се запишам мекатроничар. А тој изреагира многу лошо. Да. Многу лошо и татко ми беше убеден во тоа дека јас сакам да продолжам во средно економска. Реков не сакам во Асуц да бидам мекатроничар. И ништо, на крај се одлучи на крај отидовме по одлуката на моите родители и се запишав во средното економско училиште во Арсен Јовков во Бутел. Така. И ете, да ве прашам околу тоа сега. Повторно нова средина. Повторно нови другари, нови колеги, нови професори. Доаѓате се од шутка, влегувате во една, така да кажам, непозната средина, каде што, нели, ве гледаат како ром. Се представувате ли прво како ром? Па, првично пред се, нашата боена кожа го покажува тоа што сме ние. И секогаш сме ние горди на тоа што сме роми. И никогаш, дури на нас не било забрането, некогаш да не кажеме дека сме роми. Тоа го чувствуваме на некој начин како греф. Интересно е ова што го спомнавте и ќе ви кажам искрено. Претходно во моето семејство мене никогаш родителите не ми дозволиле или не ме натерале да размислам дека јас треба да сум починет некому или јас да си изградам стереотипи самиот за себе само поради тоа што сум ром. Никогаш тоа сме го немале претходно. Во градинка бев во мешана средина, меѓутоа го немав тоа чувство, најверојатно поради тоа што децата немаат чувство на дискриминација, ниту па други деца дискриминираат деца. Седо тоа е перење на памет од страна на родителите, девојка, дечко, другари и слично. И да, навистина, кога отидов, кога во основното училиште Браќа Рамез и Хамид, сите бевме роми, ретко имаше од други националности, ние отидовме во средно. И почнавме да учиме во одредени паралелки, сега по правило, некој непишано правило е да си се бараме едни со други, ние кои што сме учеле во истото основно образование и слично, имавме едно место во школата каде што се собираа сите роми. И на почетокот јас одев таму, мислам до крајот одев таму, каде што се собиравме сите роми,
Меѓутоа пак се враќаш во одделението, во класот каде што си во мешана средина. И тогаш можеби започна се. Тогаш започнав да перцепирам дека навистина луѓето, останатите, не ромите, имаат дискриминативен пристап кон ромите и слично. Мислев дека е поради одредени индивидуи, меѓутоа не, тоа беше нешто што беше всадено во главата на луѓето. Имаш ли некое такво искуство да ни кажеш, еве, лично за тебе? Па, лоши се искуствата, мислам, не знам колку се правилни за на телевизија, меѓутоа, толку што излегуваш од колосек и толку што училиштето немаше нюх за тоа, немаше осет за тоа. Претпоставните во училиштето не знаеа како е да си дискриминиран или не знаеа како е да те навреди некое друго другарче или па тие другите другарчиња во тоа време не знаеа што значи да те нарече со погрдниот збор циган. И тоа за нас представуваше преголема навреда. Дури ми текнува мене првата во средно образование се пишуваат изјави за поведение, изјава за нарушен ред на училиштето, дека ако уште еднаш ја повториш изјавата, ќе ти исклучат од процесот. Ми текнува мене првата изјава ја напишавме поради тепачка. Тепачката знаете зашто настана? Заради тоа што некој нарече мој другар, го нарече со погрдниот збор циган. Тоа нас многу не болеше и уште не боли. И го почувствувавме како навреда. Во тоа време деца не знаевме како деца како да реагираме, освен со размена на тупаници. Вашите професори чи нам реагираа во вакви случаи, се надевам дека во тоа време им укажуваа дека и вие сте... Да, меѓутоа иста сврха имаше настанот. И ние пишавме изјави, и детето кое што го навреди мојот другар, и они пишаа изјава. Значи бевме ставени во ист ранг, без разлика кој кого навредува. Дали е тоа поради немање на слух кон ромските проблеми и слично, не би сакал да кажам. Ајде, баш околу оваа тема би сакал малку подолу во емисијата да разговараме, зашто имате завидно работно место, ако ништо друго, па ќе разговараме и тука околу ова прашање. Кажете ми каков успех имате во средно образование? На почетокот може би имав некој послаб успех, меѓутоа со подршка на родителите, знаете, секако од родителска до родителска станува се поопасно и поопасно, го подобрувам успехот во образованието и пак ќе кажам, пубертетот може би влијаеше во тој период и се ствара некои бурани идеи во главата. Сакам да бидам ова, сакам кога ќе пораснам, сакам да бидам она, сакам да бидам она. И дури конкретно образованието јас разбирам и сваќам дека клучот на промената на сликата за ромите, на промената на едно општество и слично е само образованието. Само дека ако докажам дека како ром сум еквивалентен во знаење или имам подобро знаење од останатите, дека ќе бидам на некое високо ниво, на некое подобро ниво, дека нема да бидам дискриминиран, не може да не бидеш, меѓутоа ќе се избориш со дискриминацијата. Чинам дека и вашето нарушено, ајде под наводници да кажам, его во тоа време од вашите колеги со навреди ви направи уште поголема сатисфакција да направите образованието да ви биде уште поуспешно. Па да, јас сум таков тип кој што и така сум воспитан, кој што ако некој се обидува да го наруши мојот углед, авторитет и слично, јас напротив, тоа мене не ме демотивира, туку ме мотивира да бидам уште поуспешен и уште постабилен во тоа што го чинам. Завршувате средно образование, станувате успешен, предпоставувам во тоа време, препознатлив меѓу вашите колеги. Повторно ќе ве прашам, сега сте веќе во млади години. Младоста знае понекогаш да забега, не мора да значи само образованието, нели? Тогаш се раѓаат и љубовта, првите љубови, се раѓаат да речам, започнување на некое хоби ваше, започнување на или спортување, евентуално доколку спортувавте, започнување на нешто, да откривате ново во својот живот. Имате ли вие такви моменти? Да, ви викам,
секогаш кај мене постоела љубов кон автомобилизмот. Така. Љубовта кон автомобилизмот се одразуваше на начин што си купував алат за нешто, па ќе исполирав, па во тоа време ќе ја исперев колата на татко ми, па Знаеш ли колата да на крадеш брат ми или... на колата на татко ти па? Па, да, искрено да, поради тоа што јас возам од млади години. Така. Мислам, брат ми кога положи, тогаш и ме подучи да возам како постар брат, ме подучи да возам. И можеби злоупотребував во моменти кога моите родители не беа дома на работа, а имавме возило секогаш во семејството, знаев да направам и такви беди, да. Така. Добро, еве, тоа те става во состојба, нели, да направиш уште еден поголем чекор за да можеш да земеш возачка дозвола и да станеш денеска да биде полесен третманот за полагање. За полагање, да. така. Елсон, дали спортуваш? Па искрено не сум толку многу по спортот, меѓутоа следам спорт. Така. Што најмногу сакаш да гледаш? Фудбал сега. Фудбал. Да. Имаш некои посебни фанови твои што си или асови, да кажам? Па не, ама го следам спортот. Го следите спортот. Тоа знам дека во семејството и газови дел од фудбалот го сакаат они сите. Да, мене чичко ми е Енвер Илјазов, Така. кој што беше тренер едно време на Слога Југомагнат, важи за познате по ромското население по неговиот надимак Илјазов. Така. Тоаш ние се презивавме Илјазови на времето и он е познат по тоа во заедница. Така. Рековте, завршувате средно образование, матурски вечери, се завршува сето тоа, станавте човек, мислите дека тука е веќе и крајот. Дали вашите родители ви предлагаат вообичаено знаеме, нашите роми се тие што нели после средно образование следува стопување на брак. Кај нас. Како беше кај тебе? Дали то ти предложија такво нешто во тоа време? Па, искрено не, пошто знаеа дека толку бев амбициозен како дете, знаеа дека секако ќе проложам во високо образование. Го знаеа моментот дека после завршување на средно, ја секако се подразбира дека ќе не беше знак прашање дали ќе никогаш не сме седнале и моите родители да ме прашаат дали ќе се запишеш на факултет. Не, него тоа се подразбираше секако. И поради тоа и не беше спомната отворена темата за женитба и слично, меѓутоа не велам дека не се отвори темата по завршување на високото образование или кога бев при крај на завршување на пошто тоа е секако следна станица. Така. Да. Ајде малку да проговориме околу високото образование. Како се одлучувате, за кој факултет се одлучувате, дали тука исто ви помагаат родителите и зошто токму тој факултет го бирате? Ќе бидам искрен, дојде момент да се запишам во високо образование и истражував програми на интернет и аплицирав во тоа време, барав момент каде што некој ќе ме стипендира. Во тоа време Ромскиот едукативен фонд од Будимпешта даваше стипендии, секако, меѓутоа сакав да си имам и како некој бекап, што доколку не ми одобрат стипендија. Дознавам дека на Универзитетот Гоце Делчев Штип ромските студенти се ослободени од партиципација. Меѓутоа со претходно доставено барање и дознавам дека имаат катедра во Скопје на Факултетот за туризам и бизнис логистика имаше интересна насока бизнис администрација. Бизнис администрација во тоа време почна да стане многу интересна гранка која што уште е побарувана во странство како MBA, како Management of Business Administration и аплицирав таму и аплицирав во ист момент онлайн аплицирав на Универзитетот ФОН. Така. Интересно е што еднаш во моментот дека бев на улица ми стига SMS порака дека за 5 минути започнува моето онлайн тестирање. И седам јас го отварам телефонот и чекам, викам па како јас не сум спремен, на улица сум, пешачам.
И седнав на страна, дојде господин, кој што многу го почитувам, дојде до мене, ме праша што е Елсон, викам, ќе ме тестираат нешто за високо образование, дали да ми одобрат да бидам ослободен од партиципација. Ваш комшија некој? Комшија од населбата. И седиме заедно, ги одговарам прашањата, ми помага за некои прашања како поискусен, повозрасен, ми помага за некои прашања и ми викаат дека утре ќе ми дадат одговор. Супер. Утрента ми стига на мејл дека сум добитник како ослободен од партиципација и на државниот универзитет. Меѓутоа добив и вамо дека сум ослободен од партиципација. Викам сега што да правам, што да одлучам. Седнав да се консултирам. Во тоа време татко ми работеше во Комерцијална банка. Разговарав со директорката за човечки ресурси во банката. Викам, дајте ми некои опции. Ми рече, види. Заврши додипломски на државен универзитет. Ќе ти бидат поважни, подобро ќе биде за тебе. И добро, и верувам, и настапувам кон тоа. Почна да студирам како студент по бизнис администрација. Во прва година сосема самостојно. Мислам, кога зборам самостојно, мислам на тоа без некаква помош од некој од останати луѓе. Сега знаеме дека нашиот ромски круг е не сме во можност да дознаваме толку многу информации, пошто самиот премин во високо образование бара многу процедури, многу внимавање на рокови, многу правила, многу процедури, почитување на авторитети. Академската фела е малце така на по-високо ниво и многу е тешко да се пристапи до нив. Јас немав искуство претходно. Имав само една братучетка која што има дипломирано со Ада Илјас, она е дипломирана на економскиот факултет во Универзитетот Кирил и Методи уште во 2009 или 10 година, не сум сигурен. Меѓутоа, неа патот на љубовта, бракот, ја натера да се пресели од државата и се консултирав исклучиво само со неа. Првата година помина на некој начин така. Бев предпознатлив, поради тоа што во група бевме повеќе од 180 студенти. Меѓутоа, сите беа Дарко, Стефан, Павле, Петар и слично. Токму кон тоа сакав да прашам. Елсон. Ја бев студентот кој што во група од 180 студенти, ја бев тој што го забележуваа сите. Дали поради бојата и националниот идентитет? Најверојатно поради бојата на кожата, поради името, поради културата и слично. Како ве перцепираа колегите тогаш? Па, може би и на колегите им беше чудно на почетокот, поради тоа што не беа во контакт со роми. Многу пати на нашите дружби и излегувања, често искачавме заедно со колегите од факултет, имавме убав социјален живот и ми збореа колегите, Велсон, ти си различен. Јас секогаш им не сум јас различен, ние сме скрос исти, само вие сте немале можност да го запознаете останатиот. И колегите си има изградено слика дека ние сакаме да се прибавиме со нешто што не е наше. И си има некоја слика дека ние Македонија не ја чувствуваме како нашата тковина. И меѓутоа, они видоа дека истата љубов кон државата ја имаме и ние ромите. И сите права си ги сакаме и ние ромите, мада не ги уживаме сите права како сите останати, меѓутоа ние ги сакаме правата и ги заслужуваме тие права. Дали успеа да ги разбираш бариерите за ромите кон твоите... Кон мојата тесна група, да. Меѓутоа, уште го правиме тоа. Ми текнува, во тоа време беше многу и уште е расширена сликата, дискриминарачката слика кон ромите. Јас во тоа време така си го користев капацитетот и имаше многу Facebook групи на времето поврзани од аспект немој да се смееш никогаш кога ром вози точак можеби е твојот, алудира дека ромите крадат велосипеди и слично. И секогаш влегував во конфликт. Се пцуевме по групи, нешто што не е во ред и сватив дека така не се решаваат проблемите. За да се реши таков пристап, треба да седнеш и да му објасниш на некој, да може да те разбере дека ништо не е си поразличен од останатиот. Всушност, нели, ете и оваа емисија е
целта на оваа емисија е да докажеме дека ромите се различни од она што нели граѓаните во гро не перцепираат како лоша нација. Во втората година од образованието ми текнува како вчера, се занимавам со моето хоби и во момент ми звони телефонот, некој непознат број. Мислеве дека е за некој оглас, што сум огласил нешто поврзано со... Вика, кренам на телефон, ало, здраво, вика, се јавуваме од невладина организација Рома Верзитас. Сдружение на граѓани Рома Верзитас, ние се занимаваме со студенти. Викам, да, повелете, од каде ви е бројот и што ви треба. На телефон е Силхан Сеитов, запамтив. Тој е доктор Силхан Сеитов, кој што го почитував и претходно. Рече, имаме некои програми кои што можеби ќе ви интересираат вас како студент. Да дојдете да поразговараме и да ви ги понудиме опциите и видите кои опции ги нудиме ние. Првиот работен ден после разговорот отидов таму и сватив дека организацијата навистина се бори и гледа како да ги развие ромските студенти. Преку неформални обуки од секаков вид, преку платени курсеви за јазици, за компјутерски вештини и слично, сакаше организацијата имаше за цел преку неформалното образование, неформалните курсеви да изгради успешна генерација на роми. Бевте ли вие дел од Рома Верзитас? После разговорот, да. Станав дел. Пред се, морам да кажам, поради тоа што му верував на Силхан Сеитов. Така. Му Ете верував... еден поздрав и до него. Поздрав и до него сега. Затоа што тој не е во земјата сега. Да, тој е преселен во Германија. Му верував на него и верував дека идејата која што ја застапува, дека ќе ни издигне како студенти. И навистина се докажа така. Изградивме една мрежа на високо образовани роми, во тоа време студенти роми, кои што, ја сузби бариерата која што имавме ние претходно. Немавме искуство, меѓутоа Рома Верзитас ги носеше по возрастните генерации на дипломирани роми да споделат искуства со нас. Гледаше кој на кој факултет, не спојуваше со некој веќе кој што има дипломирано на тој факултет. Збориме од повозрастната генерација, збориме од аспект на Реджеп Али Чупи, Елвис Мемети, Алберт Мемети, Елвис Шакири, Суат Скендери, таа генерација на, да не испуштам некого. И они споделуваа знаења со нас и ни кажуваа на некој начин финти како да поминеш кај овој професор на што насочува повеќе внимание и слично. И тоа ни помогна нас многу. Тоа ни помогна нас многу како студенти и морам да кажам, од втора кон трета година, исто таа организација Рома Верзитас, додека бев таму, Така. пристапи лице, Алберт Мемети го спомнав преска, и го праша Силхан Сеитов, кои студентите се на економски факултет, колку имаш ученици кои што учат средно економско. Во тоа време беше родена идејата да се основа иницијатива за економски развој на ромите Реди во Македонија. Реди, сега позната организација. И ме викнаме. Седнавме со човекот, се запознавме и ми кажа кои се неговите идеи и како можат они на нас да ни помогне, меѓутоа како и која е широката слика на организацијата. Добро. Реков, што е тоа што ќе го правиме во блиски иднина? Бев трета година на факултет. Во тоа време беше склучена соработка помеѓу Реди и Хоризонти. И од таму мислам дека почнува се. Мислам, јас претходно, додека одевме од година во година, задолжителна беше праксата на студенти. Меѓутоа, останатите студенти одеа само кај некои роднини пријатели да им стават печат дека биле на пракса. Јас сакав да одам на пракса. Бев на пракса во Центарот за економски анализи во Скопје ЦЕА, бев на пракса во Комерцијална банка во секторот за кредитирање на стопанство. И тоа ми помогна многу да се изградам на професионален план. Така. И мислам дека клучно одигра улога соработката помеѓу Реди и Хоризонти. Хоризонти е микрокредитна фондација. Јас бев поставен таму од страна на Реди како практикант. Го започнав моето практиканство таму и навистина се стекнав со многу знаење и искуство. Уште додека бев студент. Така.
во 4-та година од образованието, дипломирав на време, но морам да се пофалам сам. Така. Дипломирав на време, меѓутоа професорите не ми дозволија за жал да бранам дипломска и тоа е на некој начин можеби дискриминаторски Ајде околу пристап. тоа малку. Кажете ни зошто, како беше? Реално на факултет студент ром се соочува со дискриминација. Ќе му дадат пониска оценка, ќе биде поразличен пристапот, консултациите нема да бидат такви консултации како што треба. Рома Верзитас го имаше предвидено овој момент. Имавте И- ли некоја заштита од Рома Верзитас или од други? Рома Верзитас имаше во тоа време собрание и имаше представник на ромите студенти во собранието. Во тоа време бев јас представник на ромите студенти во собранието. Меѓутоа, они го имаа направено како програма за предметите со кои што се соочувавме со потешкоти, најмуваа и плаќа, организацијата плаќаше приватни професори за да седне професор со мене на приватни часови и да ми помогне да успеам да ги поминам тие бариери. Уште памтам. Јас сум во сметководството многу добар. Уште во средно. Сметководството ми е добра страна. На факултет, верувате дека сметководство бев паднат 3 пати и 4-тиот пат комисиски положив со помош на приватна професорка која што ми рече дека немаш грешки. Каже ми каде, не ми ги дава тестовите. Дури еднаш, третиот пат кога полагав, отидов на... Јас не знаев дека има... Во тоа време не бев запознаен дека можам да си го земам тестот на увид. Кога бев да прашам, дајте ми го тестот на увид да видам каде имам сгрешено. И професорката толку многу се налути, ми рече, ти не си го предал тестот. А во списокот за присуство, во списокот за присуство, јас бев присутен на испитот. Ми тврдеше дека не сум го предал тестот. Беше начин само да ме бутни. Тоа ми е јасно. Ја поздравувам професорката од оваа страна сега денес. Еве да укажеме на професорката сега дека не треба така да го дека тоа направите. не е начин. Не е начин, Тоа не е дека начин. и вие сте исто така Јасно. дел од оваа држава, дека сте исто така граѓани на оваа држава и дека сте во крајот на крајите човек како и други, сите други останати. Ми текну исто на уште една ситуација. Не сакам да глумам жртва или да се представам како жртва Ни во најмалку јавноста. не е целта култура. Тоа се ценети професори кои што ги почитуваме и јавноста ги почитува секако. Програмата за менаџери за бизнис администрација предвидуваше еден предмет кој што не беше толку важен. Носеше многу малце ЕКТС кредити и беше само предмет колку да стои во програмата. Беше лесен предмет. Ми текнува, јас и еден колега Дарко бевме на испит, мислам повеќе студенти бевме и не примаше по 20 студенти, влеговме јас и колегата Дарко, кој што ми е добар пријател и денес. Влегуваме на испит и ни ги поставува истите прашања, прво него па на колегата. Па на колегата ќе постави прашање па мене. Слични не беа одговорите. Индексите беа кај професорот седи од другата страна како вие во моментов, јас и колегата од другата страна. Ни испрашува усно и во ред му пишува оценка на колегата и му вика слободен си колега, си оди колегата. Ме потпраша уште некој прашање и ми пишува и мене оценка, истите прашања што ги праша и колега. И рече слободен си колега. Зато колега ми е другар. Излагаме надвор во ходникот од факултетот и викам, шо ти стаи? 9, идам седмица. Зашто бе? Сега колегата е зачуден, вика, зошто? Сега мене беше јасно зошто. Меѓутоа, ништо немаш да постигнам ако одам понатаму. И реков, знаете, таквите работи мене ме мотивираат. Викам, зошто бе? Ќе бидам подобар. Што ако некој е различен и не е ром? Ја ќе бидам подобар. По завршување на факултетот, дипломирав и викам, требаше да дипломирам во јуни. Сите испити ми беа завршени. Кога отидов да пријавам изработка на дипломски труд, не ми дозволија. И реков, зошто? Не може, треба да поминат прво одредени студенти, па ти. Имаше ли квота во тоа време на Ром? Не, ова е
моментот каде што веќе го завршив образованието. Така, не Ги требаше завршив тука сите квота. предмети. Само требаше да пријавам изработка на дипломски труд и да го одбранам мојот труд и да го дипломирам. Не ми дозволија во јуни, поради тоа што ќе бев еден од првите дипломирани. Се запишав на факултет во 2014-2018 дипломирав. Дојде августовска сесија Така. и се пријавувам ја за дипломски труд. Таму мораше веќе да ме прифатат, немаше друг начин. Ме прифатија и дипломскиот труд мој имаше правила на изработка од 20 до 30 страни и мојот дипломски труд беше околу 50 на страни. Дури посебна молба пишав за да ми одобрат толкав дипломски труд. Дипломирам на 19 септември. Така. Дипломирам на 19 септември. Во тоа време работев после завршување на праксата во Хоризонти, Реди не вработи како бизнис фасилитатори. И неколку месеци подоцна аплицирам во Комерцијална банка за работа, еден месец подоцна се извинувам, аплицирам во Комерцијална банка за работна позиција, што ме викаат колегите и зошто сега ќе се надорзам на тоа зошто беше клучна праксата во Хоризонти и работата во Реди и сите останати пракси, зошто јас не завушавав само да ми стават печат, него напротив одев цело лето на пракса само да стекнам само за да здобивте со стекнам поголемо знаења, искуство. да. Ме викаат на тестирање во Комерцијална банка и од вкупно 30 на луѓе јас бев меѓу првите со најуспешни резултати. После тоа ме викаат на лично интервју, ме прашуваат прашања поврзани со моето искуство од претходно. Во тоа време имав 23 години и им беше чудно, вика како може на 23 години да имаш такво искуство, што си правил претходно. Им зборам на предпоставените во тоа време и викам бев на пракса ваму, бев во Хоризонти, бев во Центар за економски анализи, бев во Реди, неформалните обуки од Рома Верзитас, курсеви и слично. И ми рекоа, добро, ќе потрае 2-3 дена да одлучиме дали ќе те вработиме. Ми се јави истиот ден. Ми рекоа, комисијата беше многу позитивно изненадена од тебе, меѓутоа ти нудиме некоја почетна работна позиција. Започнувам да работам во Комерцијална банка. Тоа е пред 5 години. Така. Започнувам на почетна позиција како благајник. Работам неколку месеци. Не, извинете. Работев прво како приправник неколку месеци додека се научи, требаше да бидам неколку месеци додека се научи работите. Меѓутоа претходното искуство мое им докажа дека немам јас потреба од толку многу голема обука. После 2 недели ми го кратат приправничкиот стаж и веднаш ме вработуваат како вработен благајник во тоа време. Работам неколку месеци каде што морам да споменам, Комерцијална банка е приватна фирма која што го цени капацитетот на вработениот. Не гледа некој дали ром, кинес или јапонец и така треба да функционира секоја компанија, дури државните институции, без разлика на етничка, полова, верска убеденост. Го цени капацитетот на работникот. После одредено време добивам некој напредување и ми викаат дека ова ми е заслуга за успешната работа од претходно. Кам добро, во ред. После неколку месеци, неполна година, добивам повторно напредување во подобра работна позиција, која што резултира на квалитетот како ром. И поминува одреден период од 2 години, банката објавува интерен оглас за вработување. Тоа е шалтање помеѓу служби во банката. Се пријавуваат повеќе лица, меѓу кои и јас. И на интерниот оглас ме одбираат, ме селектираат мене. И добро, нова служба, нови лица, Нова работна позиција. Да. Почетна во тоа време. И луѓе го гледаат, сикаат, кој е овој Елсон, пошто претходно имавме претходни вработени кои што има изградено убава слика за ромите, го тврдам тоа. Претходните вработени роми оставија убава слика за ромите. Доаѓам во службата во одделението за платен промет со странство за население. Кој е овој Елсон, како ќе работи Елсон, чудно име. Добро, почнам работам неколку месеци,
Претпоставените препознаваат квалитет и ми даваат повеќе задачи. Јас тие повеќе задачи ги прифаќам како предизвик, како нешто што го подразбирам како... Те исполнува едноставно. Ми исполнува секако. Можам да кажам со сигурност дека им го менувам и на нив мислењето за ромите. И сваќаат дека и ромот може да биде квалитетен како не ромот. Дури ромот во некои случаи може да биде поквалитетен, поради тоа што искрени да бидеме. На факултет мора да учиш дупло повеќе од неромот за да бидеш еквивалентен со неромот. Како ром на работа, за жал, мора да работиш дупло повеќе од неромот за да бидеш еквивалентен со неромот. Кажете ми малку околу вашата магистратура, што всушност сега работите и како дојдовте до оваа позиција? Да. Сега работам како контролор за девизни приливи во Комерцијална банка. Тоа е контролорска позиција. Магистрирав поради ковидот. Магистрирав во 2022 година, меѓутоа бев запишан уште во 2018 година. Сите испити ги завршив во 2019, меѓутоа започна ковидот и немав можност да го одбранам магистерскиот труд. Магистрирам на темата менеджмент на ризици во банкарскиот сектор во Република Македонија. Таа тема ја одбрав како специфична тема и поради тоа што јас самиот работам во банка и себе си се гледам во банката и во иднина или во банкарскиот сектор и во иднина и сакав со мојот труд да го зголемам и моето знаење и да ја проширам мојата експертиза, да ја ставам во хартија мојата експертиза поврзана со ризиците. Се гордеете ли на тоа што денеска сте? Искрено да, сум задоволен со мојата работна позиција, со животот кој што го живеам, со патот по кој што одев, по патот по кој што ме мотивираа моите родители и претходните генерации на успешно високо образовани роми кои што на нас ни служеа како пример. И никогаш не се каам за патот, за трнливиот пат кој што го изодев, за денес да ги соберам плодовите. Има една поговорка која што многу ја почитувам. Вели, денот кога го засадуваш семето не е денот кога ќе ги јадеш плодовите. Но треба време. Ете времето помине. А сега почнува моето време на собирање на плодовите од моето образование. Така, ние ви посакуваме и понатамошни успеси во вашата кариера, во вашата бранша, се разбери во вашиот живот. Кога сме веќе кај животот, ајде малку накратко околу приватниот живот. Знам во оваа емисија, нели, по некој скокотливо прашање на моите гости, да поставам и на вас. Вие рековте дека сте женет, дали и помагате на вашата сопруга дома? Секако помагам. Меѓутоа, знаете како? Обврските ги делиме на два начина. Јас сум тој кој што ги завршува машките работи во семејството, она е таа кој што ги завршува женските. Меѓутоа, за жал, женските обврски во семејството се поголеми од страна на мажите. Дали знаете понекогаш да исперете по некој сат или да усисивате, да речем? Гледате, не ми е проблем. Да. Не ми е проблем и не го представувам како проблем да се помогне во семејството, туку напротив, го гледам тоа како нешто што е успешно. Пошто ако се остави се на еден човек, ништо нема да биде од тоа. А ако помогнеме, ќе направиме нешто да е подобро. Вашата сопруга чинаме исто така со високо образование. Да, меѓутоа, она е абсолвент на педагошкиот факултет, поради семејни проблеми, имаше смртен случај во семејството, и малце доцни со студиите, инако е вработена во општината Шуто Ризари. Так, ете, поздрави до незе. Поздрави до незе. Да, тоа што е најбитно. Сега после детето се стремиме кон дипломирање. И тоа ќе биде во блиска иднина. Дај Боже, па ќе поканиме и незе. Кажете ми, што преферирате? Која кујна ја преферирате на мене? Да ви кажам искрено, ромската. Која е таа ромска? Со еден познат ромски готвач разговаравме пред некој период и вика, ќе гостувам во една успешна емисија. Што мислите, што да сготви? Знаете која е ромската кујна? Најубавите и невкусните јадења.
манџит, мусака, месо, нешто што е многу мешано, пипер, патлиџан, месо, турлитава. Турлитавата е секој може да каже дека ни турлитавата е ромско јадење. Ви тврдам. Знаете ли нешто да сготвите, ете, некогаш да ви текне, па да Слаба влезете страна во... ми е готвењето, Слаба. наистина. Сум немал можност. Така. Имам љубов, ама сум немал можност. Не ми дозволуваат. Еве да им кажеме на домашните малку да ве остават и во тој поглед, за да се развивате. Тоа е нивна љубов кон готвењето. И Така. поради нивната љубов кон готвењето, мене ми е недостапна кујната. Јас сум навистина ми беше големо задоволство денеска да ми бидеш гостин, задоволството го оставам на себе, а на гледачите им оставам да проценат денеска со каков гостин разговаравме. Поштовани гледачи, навистина ми беше, уште еднаш ќе кажам, задоволство да разговарам со еден млад, креативен и успешен магистар по, како што веќе и самиот рече, економија. Тука го завршуваме разговорот, ве покануваме на следен разговор со следен наш гостин. До тогаш ви посакувам многу здравје, многу успеси и да не гледате и понатаму. Thank you.